Добар ден, 12:30 време е за вестите на Канал Плюс, кои почнуваат веднаш по кратката најава. Вчера во Скопје се одржа голем народен собир за поддршка на политиките на актуелната власт за излез од наметнатата криза. Премиерот Груевски даде насоки за излез од кризата и доби голема поддршка од граѓаните. Општина Штип го распиша огласот за ангажирање на 10 лица во проектот Општинско корисна работа. Во Сдруженијето на инвалидски организации во тек е пријавувањето на лицата на кои им е неопходна помош. Заради асфалтирање на улиците Илинденска и Браќа Миладинови, тие се затворени за сообраќај денес и утре во периодот од 10 до 19 часот. Денес е затворена и улицата Илинденска и дел од Браќа Миладинови. Вчера во Скопје се одржа голем народен собир за поддршка на политиките на актуелната власт за излез од наметнатата криза. Премиерот Груевски даде насоки за излез од кризата и доби голема поддршка од граѓаните кои ја потврдија легитимноста на власта, што доби најголема поддршка на изборите досега. Премиерот Груевски и лидерот на СДСМ Зоран Заев денеска одат во Страсбург, Франција, каде под покровителство на Европскиот парламент треба да ги продолжат разговорите за надминување на длабоката политичка криза. За актуелните политички збиднувања, денес гостин во информативната програма на Канал Плюс ќе биде председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип Никола Мицевски. Универзитетскиот сенат му ја даде поддршката на професор доктор Блажо Боев за нов ректор на Универзитетот Гоце Делчев. Приоритет во ректорскиот мандат на доктор Боев е квалитетно образование, ширење на можностите за доусовршување и изградба на студентски дом во Штип. Доминантниот фокус на програмата се студентите. Ние постоиме заради нив и нашиот прв интерес е квалитетно образование на студентите. Стекнување на практични искуства и компетенции што ќе му помогнат студентите во животот кој следи да најдат работа, да може да се вработуваат и тука ќе биде фокусот на идниот развој на универзитетот во се поголемото и поголемото вклучување на студентите во универзитетскиот живот. Во секој случај ние ќе водиме сметка за нивното квалитетно образование и не само за тоа и за нивното вработување. Низ нашите сервиси како што се алумни клубот и кариера центарот повеќе се динамизира активноста на овие делови од универзитетот во поглед на поврзување со стопанството и со практичната работа на студенти и изнаоѓање на работа за завршените студенти. Јас ќе издвојам еден елемент за кој сметам дека е императив во наредниот период, тоа е студентскиот дом. Мислам дека се повеќе размената со студентите од надвор кои доаѓаат овде, дека и студентите кои треба да одат на други места во други универзитети бараат сместувачки капацитети. Штип мора да располага со сместувачки капацитети да студентите, бидејќи доваѓаат многу студенти од страна. Тоа е прашање кое мора да се решава независно од тоа во која форма ќе бидат решенијата, меѓутоа мора да се обезбеди. Општина Штип го распиша огласот за ангажирање на 10 лица во проектот Општинско корисна работа. Во Сдруженијето на инвалидски организации во тека и пријавувањето на лицата на кои им е неопходна помош во вид на сервисни услуги. Општина Штип на својата интернет страница и на интернет страницата на Агенцијата за вработување повторно распиша конкурс за работно ангажирање на евидентирани невработени лица по програмата Општинско корисна работа, која е дел од владиниот проект Промовирање на одржливи вработувања 4 од оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за 2015. Проектот е финансиран од UNDP. Станува збор за програма која се однесува на работно ангажирање на невработени лица со скратено работно време, со што постепено ќе бидат вклучени на пазарот на трудот. Млади лица до 29 години со ниски квалификации, невработени лица евидентирани во АВРМ најмалку 1 година, млади невработени лица евидентирани во заводот најмалку 6 месеци и самохрани родители. Во оваа програма предвидени се 4 активности во кои ќе бидат опфатени 10 невработени лица. И тоа: медицинска сестра во патронажна служба при ЈЗУ Здравствен дом доктор Панче Караѓозов, каде ќе бидат вклучени 3 медицински сестри или акушерски сестри, едукатор, наставник по физичко воспитание во Дневниот центар за деца со посебни потреби еден извршител,
физиотерапевт во дневниот центар за деца со посебни потреби 1 извршител, испорачувачи на сервисни услуги на лицата со инвалидитет во домашни услови 5 извршители. Општина Штип ги повикува невработените кои припаѓаат на наведените категории да се пријават во Агенцијата за вработување. Следи информација за жителите на Виница. Заради асфалтирање на улицата Линденска и браќа Миладинови, истите се затворени за сообраќај денес и утре во периодот од 10 до 19 часот. Денес е затворена и улицата Линденска и дел од браќата Миладинови на потегот од бензинската станица на Макпетрол до автобуската станица, а утре од автобуската станица до мотел Александар парк, односно до Виничка река. Во овој период и сообраќајот на овие делници ќе биде пренасочен. Музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев вечерва во 20 часот во мултимедијалниот центар ќе го одржи својот завршен концерт. Концертот традиционално се одржува 8 година поред, а на вечерашниот концерт ќе се свири джез. Музичката академија во Штип со завршен концерт ќе одбележи оваа година. На овој единствено вако вид на музички настан ќе настапат реномираните джез музичари и професори. На овој годишен концерт ќе се представиме професорите и студентите од джез оделот. Ќе свириме, имаме два оркестра. Единиот ансамбл го води Сашо Поповски со неколку композиции и мојот ансамбл со помош на Кире Кузманов. Ќе свириме композиции по избор наш, некои лични мои композиции ќе отсвириме, а за составо има значи дувачи, саксофони и така еден мал, не баш многу голем оркестар, али па мислам дека ќе биде супер. На дополнување на една програма која што ја работевме заедно со Музичката академија, тоест во рамките на Музичката академија, имавме 4 концерти низ градовите во Македонија, Скопје, Битола, Тетово и Струга. И Штип го оставивме за крај, ова ќе ни биде нашиот крајен концерт за оваа година, така да ги поканувам сите љубители на джезот, на убавата музика, да појадат во мултимедијалниот центар на Универзитетот Гоце Делчев во вторник на 19 со почеток во 20 часот. Сепак за сите оние кои сакаат да уживаат, се љубители на македонската джез музика и уникатноста на самиот настан, забавата не завршува овде. Продолжува со джем сешан во кафе бар Пијано, на кој се поканети сите слушатели на добрата и не секојдневна музика. Најмалку 52 лица загинаа, 27 се повредени во лизгање на земјиште кое започна по обилните врнежи во северозападниот дел на Колумбија. Постојат стравување дека бројот на жртвите може да се зголеми, поради тоа што некои семејства се водат за исчезнати. 9 руски и кинески воени бродови во водите на Средоземното море ја започна активната фаза од заедничките воени вежби поморска соработка 2015. Станува збор за прва воена вежба на двете суперсили во областа на Средоземјето, а се одвиваат во времето на засилени тензии помеѓу Русија и Западот во врска со украинската криза. 2 лица починаа, повеќе од 480 се хоспитализирани во Јапонија во периодот од 11 до 17 мај поради топлотен удар, соопшти противпожарната дирекција на земјата, која ја извршува и функцијата на Министерството за вонредни состојби. Фудбалскиот клуб Беласица е новиот второлигаш. Ова се потврди по одигрувањето на 21-то коло во третата фудбалска лига Исток, по кое сите нејаснотии се веќе познати. Беласица по победата во Радовиш против домакинот Плачковица на едно коло пред крајот на првенството е на разлика од 4 бода од второпласираниот тим, со што и официјално се промовира во шампион за оваа година. Од источната третолигашка конкуренција се збогуваа екипите на Тиверија и 14 октомври, кои според постигнатите резултати и бодовното салдо најмалку покажаа во ова првенство.
Комплетната табела вели дека по 21 одиграно коло Беласица е прва со 54 бода пред Плачковица која има 50, Овчеполе која има 37 на третата позиција и напредок Здраве Радово кој со 36 бодови ќе заврши најверојатно на четвртата позиција. Потоа следуваат екипите на Брегалница Гола која што е пета со 30 бодови, Сасод Македонска Каменица која што освои 29, Работник кој што има 28, потоа следуваат екипите на Осогово од Кочани со 27, Штипски Баби и Слога Виница по 23, додека на последните две места како што спомнавме се наоѓаат екипите на Тиверија со 17 и 14 октомври кои што имаат минус 3 бодови. Ова значи дека последното 22 коло ќе биде само формалност бидејќи патникот во втората лига е веќе познат, а исто така и екипите кои што ќе се надпреваруваат во понизок ранг на надпреварување. Ова е се во пладневното информативно издание на Канал Плюс. Повеќе содржини во дневникот во 16:30. До тогаш пријатен ден.